Господине Джафери, почитувани колеги пратеници, почитуван премиер на владата на Република Македонија, почитувани министри. Токму тука во Собранието на Република Македонија побрзавте да го донесете Законот за двојазичност на сила и со кршење на многу процедури и закони. Грубо ги прекршивте законите, Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија и Уставот на Република Македонија. Денес повторно сме сведоци како во пресред на изборите брзате исто така, кршејќи ги процедурите, да го ставите Законот за двојазичност во функција, само за некој глас повеќе и за дневно политички маркетинг. Ова што го правите денеска е спротивно од член 3, став 1 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, кој што вели: во работата на Собранието службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Во Деловникот јасно и прецизно пишува дека во работата на Собранието службен јазик е македонскиот. Додека во Уставот на Република Македонија, кој што упорно го кршите, во членот 61 став 2 е наведено дека организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот и со Деловникот. Почитувани, најголем доказ дека Законот за двојазичност го донесовте брзајки, без никакви консултации со стручната јавност и кршејќи многу процедури, се секојдневните изјави и меѓусебни недоразбирања помеѓу функционерите на СДСМ и на ДУИ, кои што ги гледаме во практика и во изминатите денови. Јавноста секојдневно е сведок дека го донесовте законот, а не знаете и не можете да го имплементирате во пракса. Токму така како што зборувавме и ние во изминатиот период. Вака, почитувани, не се носат закони. Законите не се носат само за предизборни гласови. Законите кои се носат треба да бидат практични и применливи во пракса. Не ги подценувајте и манипулирајте граѓаните. На сите граѓани, македонци, албанци, бошњаци, турци, срби, роми, им се потребни нови работни места, раст на економијата, подобрување на квалитетот на животот и слично, а не популистички закони. Затоа ве замолувам, почитувајте го Уставот и Деловникот, само тоа го бараме од вас. Поведена е иницијатива за оцена на уставноста на законот. Добро би било да почекаме за да видиме што ќе се случува, а не вака во предизборие популистички да барате гласови. Ви благодарам.